Почитувани граѓани, СДСМ и Зоран Заев се најголемите производители на корупција во Македонија. Со 4-годишното владење на СДСМ, Македонија има историски најлош пат на 111-то место на меѓународниот ранкинг на Transparency International. Ние сме во друштво на Монголија, Панама, Молдавија, Есватини, Сиера Леоне. Подобра оценка за корупција од Македонија имаат Косово, Ел Салвадор, брегот на Слоновата коска, Алжир, Гамбија, Казахстан, Етиопија и Суринаме. Ова е успехот на антикорупционерот Љупчо Николовски. Ова се резултатите на министерот за правда Бојан Марички. Од држава со резултати на Doing Business, 50 места погоре во борбата против корупцијата и една од најдобрите бизнис дестинации, станавме држава еднаква со државите кои се уште се во граѓански војни, вооружени судири, убиства и атентати на лидери, диктатури. И 100 пресконференции да организираат, и уште 10 скапи пиар агенции да ангажираат со наши народни пари, нема да можат да го покријат меѓународниот срам кој го донесоа на Македонија. Корупција е кога директор на Државниот фонд за здравствено осигурување во случајот Диамет вели дека со швеѓаните имаат игра и споменува дека една од опциите е швеѓаните да платат нешто. Корупција е кога истиот тој директор товара купчиња кеш пари во торби. Непријавени, неоданочени, криминогени пари. И за тоа никој не одговара. На директорот влакно не му фали од главата. Тоа е корупција. Корупција е кога омилениот медиумски лик на власта, на сред судница, вели дека парите треба да се бараат кај Зоран и Вице Заеви. Корупција е кога премиерот знае пред правосудството за мрежи од кривични дела и дозволува истите да продолжат. А после се, омилената обвинителка на власта не вештачи телефони и други уреди за да стигне до врвот на пирамидата, до главата на корумпираниот октопод. Нема правда во случајот Рекет, ниту подкуп за Ден Дончев, ниту пак за Диамет. Ете затоа сме најкорумпирани во Европа. Ова се причините за коруптивната кал во која не доведе Зоран Заев. Затоа Македонија, наместо да е во друштво со сите европски држави, каде што се стремиме, е во друштво со диктатури и нефункционални држави, кршливи демократии и авторитарни режими. Затоа, одговорност за Николовски и Марички и одговорност за владата на Зоран Заев. Кога ќе се замине оваа влада, ќе дојде одговорност за мочуриштето во кое не донесоа. Ви благодарам.